колешке, во вашиот одговор начнавте на вистина една интересна тема која што за жал не успеавме доволно да исцрпиме при дискусијата која што имавме при ребалансот на буџетот на Република Македонија, а од која што можат на вистина да се согледаат идните чекори кои што владата планира да ги превзема во идниот период. Тие идни чекори, немој да мислите дека ќе бидат во насока на подобрување или реформи во судскиот систем, тука тоа ќе бидат во насоки на одмаздување и шиканирање, девалвирање, бидејќи единствено она што знае ова влада да го прави, кога на чело е аболициран криминалец, те токму само тоа. Во што се состои интересниот момент кој што го истакнавте во вашето излагање, тој е во однос на различниот аршин кој што владата го има во моментот, дури и при ребалансот на буџетот, помеѓу јавното обвинителство и специјалното јавно обвинителство. Додека на јавното обвинителство на Република Македонија му се скратени средства и има помалку за 40.964.000 денари, буџетот за специјалното јавно обвинителство останува забетониран. Тоа вие го истакнавте и тоа е точно така. Значи, ако едно јавно обвинителство кој што има 457 вработени во истото, му се скратува од буџетот, за разлика од тоа специјалното јавно обвинителство со само 67 вработени има забетониран буџет од 228 милиони денари. И ова токму покажува што во иднина планира владата на Република Македонија да прави со еден ваков буџет, конкретно специјалното јавно обвинителство. Зошто е ова вака? Затоа што специјалното јавно обвинителство во овој период ќе треба да ја замајува јавноста преку жестоките хајки кои што ги планира да ги има врз функционерите на ВМРО ДПМН, политички да можат да се ослабат противникот на Социјалдемократскиот сојуз со оглед на тоа што нели сме веќе на прагот од локалните избори. Тоа е единствената, почитувана колешке, шанса која што ја гледа владата во овој момент да се одвлече вниманието од сите непопуларни мерки кои што ги превзема во сиот овој период. Значи, ова сето што го прави со конкретна намера да се одвлече вниманието од погрешниот, да го наречам, предавнички договор кој што го подпиша со соседна Бугарија, да се одвлече вниманието од двојазичност или законот за двојазичност кој што е во моментот во собранието на Република Македонија, кој што е проширен и надграден и излегува надвор од рамките дури на рамковниот договор. Имаме погубна стратегија нели за населување на над 150.000 мигранти кои што ќе доведат на вистина до невидени последици